за поубаво утро, кавал и за создавање македонска модерна музика, но и стари македонски песни. Од мојот гостин дознав дека ако не сака да ви каже, може да ви отсвири како се чувствува еден уметник кој што умее да свири на кавал. Александар Петковски или Алекс Кавал, уметничко име, е нашиот гостин со кој ќе зборуваме за многу интересни нешта, ќе ни го доближи овој наш популарен народен инструмент, но и ќе ни открие како истиот може да се искористи во многу модерни варијанти и соработки, нешто на што работи токму тој. Добро ти утро! Добро утро, среќни новогодишни божични празници. Посакувам на сите гледачи на Света телевизија многу здравје, љубов, мир и се понатаку што следува. Така, благодариме за убавите желби во име на гледачите, а она што го кажав, со што го отворив, прво ти благодарам што вака ни овозможи во живо рано. Да, ударниски малку да ги дигнеме со позитивна мисла. И тоа нежно, онака како што само умее да милува звукот на кавалот. Но ова е една импровизација, или како ми објасните? Значи, или музички кажано езгија. Тоа што чувствуваш во моментот, го свираш како во блузот. Во моментот што се оно што чувствуваат, го свирува така и со нашиот традиционален инструмент. Така. Езгија е нешто што во моментот ти доаѓа без да имаш ноти и едноставно го вадиш тој звук и кажуваш повеќе отколку зборови, така не може да те разберат. Ето интересно е тоа пат го слушнав, но затоа си ти си всушност академски музичар кој што има дипломирано токму за народни инструменти и тоа на нашата музичка академија, така? Да. Средно музичко одсек народни инструменти продолжив на факултетот за музичка академија 3-та година. Го одбрав како втор изборен предмет, така што љубовта кон инструментот почна од раните години, а љубовта кон музиката од млади години, од 8-9. Од како паметиш за себе што велат. Да. Од каде токму кавалот или пак средно музичка академија? Обичаено нели не насочуваат понекогаш родителите или примери од околината, што беше во твојот случај да се одлучиш? Па, верувајте, мојот покоен дедо свиреше на кавал, но не бев толку обучен да дознам што означува инструментот, дека е наш традиционален инструмент. Так. Но со тек на времето, како создрав, со помош и на професорката што ме научи, дознам дека е голема екзактна наука да се свири на ваков инструмент, а и големи се придобивките со тоа што достигнав палмо на Господ некој ниво, за да можам да работам и да творам. И повеќе од тоа, не биди скромен, Алекс. Ќе зборуваме подоцна околу таа наука за да се совлада овој инструмент навидом вака едноставен. Лесен навидом, ама сепак да, тежко. затоа и реков навидом, веројатно е потребна голема мајсторија за сето тоа, ти ќе ни објасниш, но поводот за твоето гостување денес, утрово овде е еден проект кој што ти го направи, односно преработка на Подрумодам, народна македонска песна која што ќе видиме како звучи, но ти представи ни го на најдобар начин ова што ќе го слушнеме. Композицијата е стара македонска песна, добро позната кај народот, Подрумодам мајче. До сега не верувам дали обработувана на ваков модерен па инструментален начин. Дојдовме и до идеја со самиот аранжер, каде што снимајќи за спотот Полско цвеќе со инструментал бенд, поголем поздрав до нив, дојдовме до идеја да направиме нешто што е несекојдневно, бидејќи досега имавме прилика да гледаме обработки во изведувачка форма, но не и во инструментална. Нешто што не било досега изведувано. Знаеме дека Подрумодам мајче има многу верзии,
во живо, како кавери, што е добро и добар знак дека некој ја слуша и цени нашата музика, но не во инструментална версија. Така. Па сакавме да дадеме еден свој личен печат за тоа како би звучела една композиција во традиционална македонска песна со модерни примеси. Така и каде што кавалот го има Така, главниот во прв. збор. Освен на оваа композиција и преработка на овој начин, интересно е што има и многу специфичен сценарио спотот кој што го направивте или видеото. Па во глобала режисерот Кристијан Шепко од продукција на Пирамид продукција се водеше по текстот, но сакаше да направи една отстапка од оние класични видеоснимки што како на пример што направија голема чест до Next Time. Како приказна, но сепак сакаше да направи една отстапка за самото сценарио. Главниот лик го токува Томо, така да преку самото видео сценарио ги бара одговорите на животот и се друго што следува. Така да ја верувам дека видеото што би го гледали според текстот што би го пеле во себе би го доживеале на. Да, и би го разбрале пандата на самиот спот. Сигурна сум. Да. Ајде да уживаме во тој уметнички приказ, во твојот уметнички придонес и аранжман и ангажман, како и целата екипа која што е ангажирана за ова навистина модерна и фантастична верзија на Подрум одам мајче. Ајде да слушнеме.
дека си имаше една интересна завршница. Така Како диригент. Да, навистина светски изгледа видеото и сте се потрудиле да донесете нешто поинакво и модерно. Како кавалот, мислам дека многу убаво легна во целата така со таа негова елегичен тој звук ја донесе целата приказна на најубав. Па среќа што некои дури што би го гледале би заплакале во моментот. Да. Понесува една емоција, самиот кавалот и композицијата. Така. Одличен проект, мислам дека имаш за што да бидеш горд и задоволен од сето ова сработено и претпоставам дека тоа е само почеток, нели? Да, баш сакав да нагласам само почеток, следуваат и други соработки и друга замисла, така да во процес е на изработка, така да ќе видиме што би било следното. Така.